Колку мајстори сте сретнали, браќи и сестри, што ќе ви речат јас ова не знам да го работам. Ние преминуваме во една зона која можеме да наречеме сваштарија. Секој се знае да работи. Ќе рече денес како некој, како Свети Јован и претиче и карцитал, јас не можам ниту обувките да му ги одврзам. Добро, ќе би рече друг, немаат тие таков однос со Бога како Свети Јован Претиче и Крстител. Но несмирението, особено во векот во кој живееме, е толку големо, што луѓето и тоа што не знаат да го прават, се покажуваат дека го прават и дека знаат да го прават, и тоа е во суштина врв на несмирението. Наспроти тоа, Свети Јован Претиче и Крстител ни покажува образец. Не само да си ги признаеш и да ги дознаеш своите недостатоци, туку ако може уште понапредно тоа да прикажеш дека си поневреден отколку што си вреден. Тоа е голем напредок во духовниот живот. Во световниот може не. Нема да ни донесе тоа повеќе средства, повеќе материјални добивки ако се покажеме такви какви што сме, или уште подобро духовно речено такви какви што не сме, ама не со надменост и гордост. Туку такви какви што не сме, да се покажеме реално. Денес како имаме примерот на Свети Јован Претиче и Крстител. Скоро невозможно е да се спореди некој со Свети Јован, затоа што тој е најголем роден од жена. Не го велам тоа јас, го вели тоа Христос, откако ги знае до детали сите негови квалитети. Затоа вели за Свети Јован најголем роден од жена. Меѓутоа тој, Свети Јован, врвот на неговиот квалитет го добива и го покажува преку неговото смирение. Да биде смирен човек е највредното нешто што може во овој свет да се стекне. Можеме да стекнуваме и многу вештини, да имаме многу занаети. Ма гледате сега стигна еволуцијата до тој степен, ова вештачка интелигенција скоро се да замени. Во смисла на тоа колкав труд човек вложува во знаењето. Што значи? Дека ако некој имал предвид како ќе се развива човештвото, уште пред многу илјади години ќе знаел дека не е најважното да знае човек. Не е најважното да ги има информациите. Тој ќе ги собере една вештачка интелигенција. Најважно е да ја извежба својата волја, таја да му биде послушна на Бога. Ете, тоа ни го покажува Свети Јован Претиче и Крстител, како да ја имаше предвид ова епоха. Живее 20 векови пред ова епоха, а како да знае дека не е најважно тоа цел. Сите овие 20 векови човештвото собира знаење и мисли дека е тоа најважното. И доаѓа една епоха во 21 век и вели, абе, не е тоа најважно, што една вештачка интелигенција тоа ќе ви го замени. Ама не можете да го замените вашиот однос со Бога со ништо. А тој со што се гради?
со тоа што вашата волја ја правите послушна на волјата на Бога. Тоа ни го покажува Свети Јован претече и крстот пред 20 века. Не 20 години, не 200 години, 20 века. 20 века се премногу човек да продре во иднината и да знае до кај ќе стигнеме сега. Ама зошто? Затоа што е послушен на Бога. Тој не затоа што е преднадарен и не знам, тоа може сам да го открие, току зашто Бог му го открива. Бог знае што ќе се случи и утре, и задутре, и по 20 века од сега. Затоа што живее вечно. Тоа е историјата на Свети Јован Претечан и на тоа треба да се научиме, да се потпреме на волјата Божја, а не на својата волја. А колку луѓе, меѓу нас да земеме, не се потпираат само на својата волја. Кога ќе станат уште од утро до вечер додека си легнат. Само своја волја сакат и затоа толкова нетрпение и во бракот, и во односите на работа, и на секад има нетрпение, затоа што секој сака да ја наметне својата волја. А Господ ни покажува друг пат. Свети Јован Претечар, следејќи го тој патокас од Господ, ни покажува друг пат. Ако успееме да се одречеме од својата волја, а тоа е вежбата, ќе стигнеме брзо и до Светата Четиристесница и пак ќе го нагласуваме ова истото, дека најважно е да се одречеме од своето самоволие и да ја усвоиме Божјата волја за наша волја. Тоа имаме примери кои ни покажале издржаност во животот. Токму така после поинтересува некој па колкава несреќа доживува Свети Јован Крстител, како млад му ја отсекуваат главата и тој да ни биде пример. Да, тој да ни биде, браќа и сестри, пример. Не е битно што му отсекуваат главата, дали некој на 30 години ќе се замине од овој живот, или некој на 60, или некој на 90, и повеќе од 100 нека живее. Што е битно? Што се 100 години? Сега зборуваме за 20 векови. Што се 100 години ако некој живее во овој живот? Ама ако е мудар и ако е од Бога надарен, ќе знае дека важна е вечноста. Токму во таја вечност не води оваа порака на Свети Јован Крстител. Слушајте го Господа. Не се покажувајте предостојни дури ни пред луѓето, а не пред Бога уште. А колку луѓе сакат да го заменат Бога? Ние го живеевме периодот на атеизмот, нема Бога, велат. Кој може да рече нема Бога? Само човек што сака да го замени Бога. Што сака да биде на место негово. Тоа е надуеност кај луѓето и таа многу лесно ќе ја приметите. Дури и надуен човек што е, ќе приметите кај другиот надуеност. Несмиреност тоа е значи, ама несмиреноста не погребува. Смиреноста не прави да бидеме жители на рајот, уште сега и овде. Затоа, браќи и сестри, треба да ги следиме ваквите примери како Свети Јован Претече и Крстител. Ќе рече што да следи човек, отишол во смрт прерано, уште да го следи. Да, не е битно колку ќе замине некој од овој свет. Битно е што ќе остави. А ни остави многу Свети Јован Крстител. Една реченица нека беше тоа. Едно дело нека беше тоа што го направи. Тоа е предоволно за 20 векови да ги закваси со благочестие.
Затоа такви примери треба да следиме. Да следиме примери, значи како Свети Јован претече и крстител. Тие ни го даваат, ни даваат порака и патоказ како да живееме во животот. Тоа што ние се раѓаме, од прилика што вели Русо, еден од просветителите француски, како табула раза, односно празна табла. И почнуваат да пишуваат нашите родители, нашите учители, нашите воспитаници, пишуваат на таа табла која сме ние. Ама ние се воспитуваме како сакаме, ќе стигнеме до една возраст кога е најважно да воспитуваме својата волја. Се друго е лесно. Еве денеска училиштата ја воспитуваат волјата кај децата? Не. Воспитуваат само некакво интелектуално знаење, да знае. Ќе знае, ама и ќе заборава човек. Се може да знае. И шо ако знае на крај? Последното прашање кое е и прво. И шо дека знае? Ако не ја исполнуваме волјата Божја, шо дека цел свет, сите појави, сите информации да ги имаме, што е неможно секако. Ама шо ги од тоа ќе добиеме? А колку ќе добиеме, ако ја исполнуваме волјата Божја? Се ќе ни шепне Господ. Ова направи го во овој момент, ова е вака действувај на овај предизвик, ова вака одговори му на твојот пријател, и поинаку одговори му на твојот непријател. Има и значи еден друг начин на постоење, таков начин на постоење ни открива Свети Јован. Тој начин на постоење кој не требаше да го напуштиме од времето на нашиот прародител Адама. Но не е доцна никогаш да го усвоиме тој начин на постоење, тој начин на живот, како што ни го предава Свети Јован пророк, претече и крстител. Да сте здрави и живи и милоста Божја да биде со сите вас.